Инспекција и полиција денес решаваа спор меѓу општина Провиштип и хотелот Црешово Топче. Спорни беа околу 80 метри квадратни простор во непосредна близина на хотелот. Таму сопственикот на Црешово Топче тврди дека санира канализација и подземни води кои во хотелот му направиле голем проблем. Меѓувреме ние при ископот еден од тие што вршеа ископ фирми се откажа, дојде друга и таа док да го заврши се појавија и дождови и направија големи одрони со постоеше слечување на самото земјиште. И ние презедовме за тоа да го заштитиме и испратевме и вчера писмо до градоначалникот дека ние тоа ќе го вратиме у правобитна состојба. Но и покрај ова по налог на градежен инспектор просторот до хотелот почна денес да се затрупува, што за сопственикот кој досега во санација вложил над 10.000 евра, ова е сигнал не само на пропаднати пари, туку и нови трошоци. Сега и додатни трошкови ќе ни, ако го ова изведува општината преку изведувач фирма која што ќе го работи, тоа кошта 3 пати повеќе, значи ние ќе видиме што понатаму, најверојатно ќе се одрази на бројот на вработени, на нашата услуга, на моето лично здраве. На штрек се и околу 50 вработени во хотелот кои стравуваат за работните места и платите, па застанаа во одбрана на газдата. Веќе сум тука по 16 години во оваа фирма и така да сега нормално дека ова сите трошоци што ги излагаме плюс веројатно ќе се одразат и на нас, така да као фирма со повеќе време вработени тука околу 50 души. Јас како работам ова фирма поранеш бев одржана 22 години, па останам на улица, бев 13 години без работа. И човекот ме прифати на работа. Јас сум задоволен. Тоа од мене. Од друга страна, општината е категорична дека во случајот се работи за злоупотреба на издадената дозвола и узурпација на јавен простор. Во многу се зголемија димензиите на тие ископи, така што се ископи една цела каскада на таа јавна сообраќајна површина. Почетно беше 5 на 6 метри, потоа 13 на 6 метри. Исто така се направија нарушување во таа канализациона мрежа со еден несватлив бајпас каде што се наруши скоро целата таа јавна површина, значи не онаму каде што беше неопходно. Во меѓувреме се почна и други активности на темелење на длабочина од минус 5 метри, поставување на столбови. Во меѓувреме се наиде при тој широк ископи на нисконапонски кабел, кој што служи за снабдување на голем дел од населбата. Па ние имавме во исто време и барање од Евана дека нивни инсталации таму се нарушени, излегоа водоводни линии, значи една голема мрежа од инсталации со оглед на фактот што се работи за централно градско подрачје. Така што ние навистина бевме принудени да интервенираме. Наспроти ова, од Црешово Топче најавија и судска разврска на спорот, додека општината е категорична дека нема да толерира ниту едно пречекорување и непочитување на издадените дозволи и узурпација на јавен простор.